Почитувани граѓани на Република Македонија. Денес извршниот комитет на ВМРО-ДПМН заедно со пратеничката група на ВМРО-ДПМН беше во постојано заседавање и ги донесе заклучоците кои ги изразуваат нашите политички ставови. Прво, ВМРО-ДПМН не ја поддржува промената на Уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија, промената на идентитетот, културата и историјата. И тој став е непроменет и конзистентен и се темели на партиската идеологија, партиската програма, резолуции, акти, документи и е базиран на одлуката на народот, потврдена на референдумите на 8 септември 1991 година и 30 септември 2018 година. Второ, ВМРО-ДПМН смета дека промената на Уставот со цел промена на уставното име, промената на идентитетот, историјата, културата и образованието се направи на противуставен, противзаконски, нелегитимен, насилен и криминален начин, по пат на притисоци, закани, уцени и пазарења. За нас, за историјата, но и за иднината е значајно што одлуката за промена на името, идентитетот, културата, образованието и историјата е одлука на 81 пратеник, но не е одлука на македонските граѓани. Со ваквата одлука се суспендира волјата на граѓаните и самиот начин и постапките до кои се дојде до сето ова представуваат чин на предавство. Трето, со договорот од Преспа се нанесува огромна штета и неправда врз самата македонска држава, македонските граѓани, врз минатите, сегашната и врз идните генерации. ВМРО-ДПМН ќе стори во иднина се што е во негова моќ оваа неправда да биде исправена. Четврто, денес се покажа дека Македонија со Заев губи и доколку овие луѓе од СДСМ на Зоран Заев останат на власт, Македонија ќе продолжи да губи. И на ова, и на сите други полиња, и во политиката, и во економијата, и во општеството, секаде. Затоа ова мора да престане. Затоа ова мора да се промени, а ќе се промени само доколку овие луѓе си заминат од власт. Токму поради ова, а врз основа на погоре кажаното, ВМРО-ДПМН бара веднаш распуштање на парламентот и одржување на воредни парламентарни избори заедно со претседателските избори, според законските прописи и врз основа на минатото искуство. На овие избори ВМРО-ДПМН ќе победи и така волјата на мнозинството граѓани ќе биде испочитувана. Почитувани со граѓани, народот, вие давате и земате власт. Затоа избори. Избори се потребни на кои Заев ќе падне, а Македонија ќе победи. Избори на кои народот ќе има можност да каже каква Македонија сака. Северна Македонија на Заев, воцрнила, понижена и засрамена, или Македонија на народот, горда, напредна и почитувана. Овие црнила на Заев ќе бидат поразени на тие избори. А Македонија ќе победи и зората ќе огрее. Ви благодарам. Побаравте во вонредни предвремени парламентарни избори.
избори како што потенциравте вие, какви чекори ќе има ВМРО ДПМН во собранието доколку има влажаното мнозинство не се согласува на вашето барање? Ке почекате во периодот што следи, ке ги видите чекорите на ВМРО ДПМН. Она што е важно е што потребно е час поскоро да се одржат тие вонени, предвремени парламентарни избори, за да може мнозинството граѓани да му каже на Зоран Заев одговор на ова што и го направи на Република Македонија изминатите нецели 2 години, на и она што и го правеше на Република Македонија откако стана председател на СДСМ. Дали се размислува можеби за опцијата за бойкот на собранието, да го напуштите собранието како пратеничка група? Имаме такви искуства од минатото. Имаме искуства секакви во минатото, сите опции се отворени. Она што денеска се случи, представува црн петок за Република Македонија, за граѓаните на Република Македонија, за македонскиот народ, за македонската нација. Како ќе се памти вашиот став во историјата на Македонија за цел овој процес? Ставот на ВМРО ДПМН е конзистентен, принципиелен и непроменет од самиот почеток и е во согласност со конгресната резолуција, партиската програма, врз основа на која што пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија добија мандат од граѓаните за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, ставот е во согласност одлуката на Извршниот комитет, Централниот комитет и пратеничката група. Ставот на ВМРО ДПМН од почеток до крај е непроменет, за разлика од ставот на голем дел пратеници од парламентарното мнозинство, кои што ги гледавме денеска како се препелкаат во живата кал, кои што нивниот лидер и премиер на оваа држава, колнејки се во жицата, го промени најмалку 5 пати во изминатите неколку месеци. Срамота.